Денес ќе спремаме босански кебаб. За тоа ти треба 750 грама јунешко месо и 250 грама јагнешко или овчо. Овчо тешко се наоѓа, знам. Меѓутоа ако најдете, тој е оригинален босански кебаб. Ја најдов јагнешко, меѓутоа не му утка. Тоа е тоа. Мефцето го една здела за матење. Главица кромит. Ситно ќе исецкам, значи не во блендер, паш у блендер ќе ти пушти вода и ќе ти плива месо. Значи само ситно исецкано. Четири чешњиња лукче. Без лукче, што сме кажале? Ништо од бизнисот. Ситно. Лажичка сол. Пола лажичка бибер. Една лажичка зачин за кебапчиња, мешан зачин за кебапчиња. Зејтин, околу 100 мл газирана вода. Една лажица кајмак. 100 грама брашна, кебапче без брашна не го бива. Засукајте ракавите ако ви се долги, ова се меша со раце. Простенчеви да надвор, тоа можам полесно да мешам. И почнуваш. Се поклонуваш и почнуваш. Многу интересна работа. Смеса за кебапи и смеса за плескавици не е исто. Тој што ќе ви каже, ве лаже. Значи, најбитно во смеса за кебапи, тоа важи за плескавица, меѓутоа не е битно. Најбитно во оваа смеса е да отстои минимум 6 сати. Значи, мора да остои за да се спои. Све друго нема да биде добро. Смеса за кебаб мора да ја месиш. Нервозно месење. Тоа долго време. Јас се клавам дека овие што прават смеса по кебапчилници по саат време се меси смесот. 100% некој од вас има што не гледа, што знае оригинален рецепт, кажете како се прави. Тоа е добро замесено, иде сега малце да искулира едно 6 сати. После ќе ви кажам после. Ставам пред мене фолија со зејтинче, за да не ми се лепи. Тука ќе искористам грил тавата од Делимано. Ме потсеќа на скара. Кебаб, ако не е на скара или у грил тава, ој си легне. Ја пуштам да си грее. Битен момент, рацете, кога виткате кебапи, треба да се масни, иначе се ќе се лепи. Зимаш смеса, ја котрљаш, ја осеќаш меѓу прсти. Едно кебапче. Тавчево е загреано, го гледам, тлее, иде први кебаб. Иде втори кебаб. Тепачка за кебапи. Многу е тешко кога немаш добар помошник во кујна. Не иде, не можеш све да направиш сам. Сега ги си најдеме помошник, јаве. Тој брат. Дечко за се. Ај прај кебаб, ајде. Кебапчињата се готови. Сега да ја подпечеме малце лепињава. Да го истица зејтинот. Кромиче као прилог, кебапи без кромит, ој си легни. Лепчето е готово и дојде време за добро познатиот, у задње време многу популарен кајмак.
босански кебаб дан. Ова е мојот босански кебаб. Пробајте, направете го. Кој ќе го направи, сакам да видам слика, тагнете ме, пишете ми коментар што сте направиле. Се гледаме, стиснете subscribe ако сакате да видите повеќе од нас. Чао!